ќе се представи нашите репрезентативци и натурализирани, што во последниве години носат резултати на македонското борење. Расло Шапиев ќе биде во син дрес. Да, Расло Шапиев е еден од борачите кои на некој начин се дојдени да помогнат на македонското борење. Борачи кои дават свој прилог врз основа на нивните настапи, да го збогатуваат домашното и меѓународното надпреварување, покажа квалитетни борби во квалификациите. Јас да ви кажам искрено очекувам победа од него во овој момент. Иако рековме молдавците не се запоценувате, оно што го гледаме, што можеме да го видиме со се што располагаат со буквално до сега како резултати, квалитет, техника, издржливост и тактика се покажа, значи молдавската екипа покажа максимални квалитетни резултати. Ајде да видиме ова борба. Расло Шапиев против Мариус Редко, молдавецот во црвен дрес. Инаку пред малку го видовме Владо Лазаров, уште еден од легендите на радовишкото борење од Бучим Јака, доскоро беше и председател, сега подпредседател на клубот. Да, Владо Лазаров јас имав среќа да работам, тоа е една генерација која во Бучим беше многу квалитетна, многу добра. Јас успеав, работев малку кога тој настапуваше на европското првенство кое се одржа во Радовиш. Тогаш Маријан Умов и Јонче Ивановски ги освоија третите места. Тој беше исто така, доста намалуваше килограми, доста работа со него, така да во репрезентативниот дел. Меѓутоа, знаете, јас си настапував за Радовиш, имав тука добра соработка со нив, така да се работи за еден спортски сега, веќе со поминување на неговата фаза од борач во спортски работник кој дава и помага понатаму на борењето. Минува првата минута од оваа борба. Инаку судија е Саба Худин Синани од Македонија, категорија 3. Споменавме Владо Лазаров доскоро беше председател на боречкиот клуб Бучим Јака, сега имаат председател во Ивица Карапетров, кој што е прв човек на клубот, а имат и засилување како спортски директор во Магомет Ибрагимов. Ќе ги видиме веројатно во некоја следна пауза. Она што се направи како промена во боречки клуб Бучим е многу интересна. Покажува и денешните резултати, она што го следиме со вклучувањето на Молоден Ибрагимов, со промената во раководната структура, се направија добри потези и мислам дека тука се вложува некаде на малку на подолгорочен план. И така да јас очекувам дека ќе се консолидира Бучим и со кратко време ќе почне да постигне резултати. Меѓутоа, да бидеме искрени, за да се стане борач и да се постигнат одредени резултати треба време. Така да ние мораме, ако сакаме, мораме да се вратиме да работиме со младите генерации, мораме да го промениме системот на надпревари, каде што ќе имаме многу надпревари, меѓутоа мора да се професионализира и тренерскиот кадар мора да се создадат максимално добри услови. Сега ја имаме поддршката од Министерството за спорт, но мислам дека треба да се најде начин тоа да се искористи, да се направи сериозна програма за да можеме да борењето сепак го задржи континуитетот на високи спортски резултати, она како што македонската јавност очекува од борењето, да го прави и тоа што е двигател или промотор на македонски спорт во Европа и светот. Шапиев доби поен затоа што ретко не беше активен, значи она пасивно што ја видовме во претходната борба. Сега во корист на македонскиот надпреварувач. Сега имаме обратна ситуација. Да. Но и овај молдавски представник се представува во исклучително добро светло. До сега нема можност ни едниот и другиот за некоја поконкретна акција. Реков ми, јас давам предност на Шапиев. Јас верувам дека до крај ќе издржи борбата и ќе биде позитивен. Еве, нека биде еден така малку и провоцирам во однос на тоа или прогнозирам како би се случило. Меѓутоа реков, молдавците не се за потценување. Фантастични борци и тука се денес со една комплетна екипа која гледам демонстрираат еден силен квалитет. Јас имав можност сега, имавме неколку настапи и меѓународни, и следев младите борачи на Молдавија, нешто страшно, нешто невидено, нешто многу мотивирано се гледа изградени борачи. Таму се работи од многу млада возраст. Што е оно што тие го прават, што ние сме го правеле некогаш на многу повисоко ниво.
а треба повторно да го вратиме и треба да го надградиме, затоа што имаме историја, зборуваме денес за 50 години македонски бисер, зборуваме за борење кое што е од древните олимписки игри па од модерните и така натаму, зборуваме дека имаме олимписки шампион во Шабан Трстена, купно 5 медали заедно со оние 2 на Трстена, 2 на Сейдију и 1 на Магомед Ибрагимов во борењето, да не зборуваме за европски светски медали, за други надпреварувања. Едноставно треба да се движиме онаму каде што е патот кон успехот, но ние Горан, да, го поминавме тој пат. Еве, да, само ова акција да проследиме. Да. Одличен лесна. Еве поени за Шапиев и можност да продолжи. Она што ние го правиме, сега ќе го спомнеме и почитување од Насер, нели? Да. Тој остави траен белег во македонското борење. Имаше една сериозна програма која што работеше. Ако подсетиме дека и многу други луѓе се вградили, како Ристо Таков, како Бојан Рангелов, како да речеме, може би туку има и Димче Ангелов, еден од тренерите кои ја создадеше таа европска титула. Ајруш Синани и така натаму и многу други тренери. Ти имаа пат тогаш. Ние не треба ништо друго да измислуваме, треба да продолжиме таму. Тоа ми беше поентот. Јас бев дел од таа екипа, 8 години бев заедно со Насер, заедно со еден Шабан Трстена, Шабан Сиди, со Зорно Шоро заедно, Чедо Николски заедно градевме и дел АГ Миупи, и тука и Абас и Мини и многу други спортисти кои на некој начин бев заедно дел со нив. И нема друго. Значи треба да се рековме да се подобрат условите, ова што денес се случува го гледаме. Значи можеби за прв пат еден вакво и достојно представување една таква организација на овој јубилеј. И така треба да се продолжи. Меѓутоа и таквите услови треба да се подобрат во клубовите, да се професионализират кадрите, тренерите пред се, да се мотивират, меѓутоа и спортистите да знаат, бидејќи кај нас има една работа, тој ќе заврши средно училиште и понатаму нема каде, ќе мора да работи. А за да биде квалитетен борец, тој треба да работи денес 2 до 3 тренинга, 5 до 6 сата работа. Плюс искрена, плюс здрав начин на живење, да, одмор, соодветен, да, и надправери минимум 10 до 15 пати во годината да направи 30 до 40 борби. Кампови, подготовки, а сето тоа многу кошта. Парензи, така. И ти ако не си професионалец, и како тренер, и како борец нема да успеш. И мораме да прекинеме со таа импровизација. Имаме ние ентузијасти, луѓе што се вградиле, што работат, не барат ништо, сакат, ама нема да направи тоа резултат. И тогаш да не се лутиме на некој. Меѓутоа, ако зборуваме друга страна, еве земи ги останатите држави. Рековме, има големи критики кон, да речеме, дали имали нема резултати. Русија, реков, Азербејџан, Грузија, Украина, Белорусија, Турција, не знам, Бугарија, така натаму. Јас не видов медал од Германија, од Франција, од не знам, од Италија, од останатите Швајцарија, западни. Ки нема веќе тие медали. Грција, или ќе се појави некоја така, и толку е. Така да ние мораме да сватиме дека таму е многу силно броење. Сега тоа што они го прават, ништо не е ново, треба да го следиме. Да ги проследиме овие 30 на секунди, 3-1 води Расул Шапиев, одлично тактички досега, освои тие 2 поена што му беа многу значајни. Да се одлепи резултатски, сега повторена акција. Има малку една ризична ситуација. Претходно фантастично. И продолжува е сега нови 2 поена, супер атрактивно. Не знам типков, меѓутоа досега мислам дека е најдобрата борба, најиздрвнетата и ова ги прави големите, фаворит веројатно за големите спортисти успешни. Во моментов е фаворит, да, за да ја освои титулата. Дури и да сакаме да опишеме акцијата како техника што се случи, многу тешко освои што остава на печатокот изјавно со гледале гледачите. Расул Шапиев, Македонија, победник во оваа борба и тоа во самиот финиш 5-1 на поени, меѓутоа каква атракција на крајот кога молдавецот се обиде малку порискантно Шапиев